епизода од новата сезона на Студентски пулс. Јас сум Филип Каладжиски, главен уредник и водител во новата сезона. Пред нас е едно патување низ студентскиот живот, патување што ќе ги слушне гласовите на студентите, ќе ја пренесе нивната енергија и ќе ја одмери вистинската атмосфера на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Во новата сезона ќе отвориме теми кои што се од суштинско значење за студентите, студентскиот живот, студентскиот стандард и проблемите со кои се соочуваме како студенти, но и за универзитетот како жив организам во кој секој од нас има своја улога. Ке слушнеме инспиративни приказни од студентите и истакнати личности, кои биле или се уште се дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, а нивниот успех го стекнале помеѓу страниците на книгите, преку истрајност, посветеност и љубов кон знаењето. Денеска во првата епизода од втората сезона имам чест да разговарам со новоизбраната претседателка на Универзитетското студентско собрание, Ангела Василевска. Со Ангела ќе зборуваме за визијата, за студентскиот активизам, за предизвиците на еден студент, но и за програмата за работа на Универзитетското студентско собрание. Ангела, добар ден и добре дојде во првата епизода од втората сезона на Студентски пулс. Чест и задоволство ми што денеска ќе можеме да оствариме на убава дружба и пријатен разговор. Ти благодарам, Филип. Најпрво ти благодарам на поканата и на убавата најава. Така ти кажам дека сум прекрасно што сум денес баш овде. Ти како си? Добро сум и јас, возбудено за почетокот на новата сезона на Студентски пулс. Се надевам дека ќе имаме успешна сезона со многу успеси и преубави гостувања и добри гости. Да, се сложувам. Честитки уште еднаш. Благодарам. Честитки на тебе за изборот за претседател. Искрено за ние да ја доближиме твојата приказна на студентите, нели, кои можеби уште не те ни познаваат, би сакал најнапред да ми кажеш нешто повеќе за себе. Од каде потекнуваш, на кој факултет студираш и која година си на студии? Па вака, јас сум од Кавадарци, доаѓам од Кавадарци. Трета година сум на Финки, на смерот примена на информатски технологии. И ми е чест што веќе трета година сум дел од студентскиот активистички живот, односно најпрво како дел од факултетското студентско собрание на Финки, а потоа и дел од Универзитетското студентско собрание. Толку млада, амбициозна и успешна. Секоја чест. Ангела, што те мотивираше токму тебе, како млада, активна студентка, да направиш чекор кон оваа одговорна позиција? Па тоа што ме мотивираше е баш ово време кое што нуди можности, прилики. Секако се соочуваме со многу различни предизвици, но тука се можностите и приликите каде што ние баш како млади можеме да действуваме и да ја смениме иднината како и сегашноста на подобро. Така. Ангела, искрено мора ние да признаеме дека претседател на Универзитетското студентско собрание не е само функција, туку е символ. Символ на доверба на студентите. Кога ја доби таа доверба, што беше првото нешто што си го кажа себе си? Па првото нешто што си го кажа беше дефинитивно, ајде сега можеме сите заедно да одиме напред, затоа што една оваква поддршка од сите студенти значи дека јас баш треба да оправдам таа доверба и да покажам што баш ми значи УКИМ и што баш ми значи студентскиот живот, активистичкиот живот и студентите, со тоа што ќе поднесам уште толку нови иницијативи, барање, промени за подобрување. Така, Ангела, јас се надевам дека ќе имаш успешен мандат и ти посакувам од се срце успех. Драги студенти, ние одиме сега со една интересна рубрика, која што рубрика е нешто ново во втората сезона на Студентски пулс. Тоа е Студентски пулс прашува, студентите одговараат. Одиме да видиме на терен што се случува и што велат студентите. Укимци, здраво и добро дојдовте во најновата рубрика од емисијата Студентски пулс втора сезона. Студентски пулс прашува, студентите одговараат ќе биде рубрика во која што ќе го чуеме најважниот глас, гласот на студентите. Па затоа, токму денес се наоѓаме пред платото на општествениот кампус при УКИМ, каде ќе ги запрашаме студентите како е да си студент, со кои се предизвици се соочуваат и што би направиле за подобар студентски живот. Дали сметаш дека наставата и материјалите се доволно квалитетни и релевантни? Па, искрено да, сметам дека тоа што ни го предаваат професорите и дел од материјалите се на место, за нашата возраст се приспособени и се адекватни и мислам дека може малку повеќе да се внесат примери, повеќе практична работа, меѓутоа сега за сега е во ред. Што најмногу те недостасува за студентскиот живот?
Искрено дружбата, би сакала да имаме повеќе можности каде што и на пример конференции, работилници каде што повеќе ќе се дружиме со студентите, повеќе ќе има поголема интеракција, можеби групни учења. Онака студентскиот живот не е само да се учи, нели да се полагат испити, фали и онај социјален аспект каде што нели се дружиме, се запознаваме, градиме пријателства. И ако можеш нешто да промениш за подобар студентски стандард, што би било тоа? Дефинитивно би вовела некои програми каде што вклучуваат поголема социјализација, поголема дружба, интеракција помеѓу студентите, онака интерно, вон факултет и нели поголема дружба. Ти благодарам. Кажеш дека наставата и материјалите се доволно квалитетни? Па, дека сум бруцош, се уште не би кажал дека сум толку упатен, ама сега за сега е окей, според мене. Мислам дека може и повеќе материјал. Што најмногу ти недостасува во студентскиот живот? Моментално колегите. Добро. И ако можеш нешто да промениш, една работа што би ја променил за подобар студентски стандард, која би била таа? Зголемување на оборокот. Добро. Тоа е Тоа. Дали сметаш дека наставата и материјалите се доволно квалитетни и релевантни? Па да, мислам дека се релевантни. Мислам. Што најмногу ти недостасува во твојот студентски живот? Па сакам повеќе дружба со моите колеги. Ако можеше нешто за подобар студентски стандард, што би променил? Па лоши се студентските домови. Например, јас сум во Пелагонија и малце не е по студентски стандарди. Многу работи фалат. Се враќаме назад во студиото. Ова е гласот на студентите, каде во секоја наредна емисија ќе можеме да ги слушнеме што тие мислат и што имаат да кажаат. А ние продолжуваме, Ангела, со разговорот. Јас и ти веќе втора година сме впуштени во студентскиот активизам. Но не можеме да зборуваме за студентски активизам без да допреме до реалните предизвици. Кои се според тебе проблемите на студентите и како би пристапила кон решавање на истите? Па според мене студентите се соочуваат со доста предизвици, мислам тоа е нели дефиницијата на студентскиот живот. Можеме да кажеме од немање на средства за хигиена на факултетите до недостаток на кадар, но сепак ние сме овде за да ги решиме тие предизвици и ги повикуваме сите студенти кои што сакаат да се вклучат во активистичкиот живот за општествено добро, да си помогнат и самите на себе си, на своите колеги и на своите најблиски, да се вклучат во оваа иницијатива, се со цел да си помогнеме и самите на себе како и на другите. Така, ти благодарам. Јас сега би сакал малце да не доближиш повеќе до твојата програма за работа на Универзитетското студентско собрание, да ни кажеш на кој принцип ќе функционира Универзитетското студентско собрание и кон што ќе цели оваа година. Така, мојата програма можам да кажам дека се сведува на три клучни точки, односно активизам, дигитализација и транспарентност. Односно, што значи тоа? Тоа значи дека ќе се движиме заедно со брзината на светлината, односно нема да седиме освен кога е нели време за мирување, односно колоквиуми и испити. Транспарентност, односно ќе бидеме транспарентни пред сите студенти и иако и досега беа јавни, од сега ќе се објавуваат уште повеќе и позасилено нашите седници и сите состаноци кои што ги имаме со Универзитетското студентско собрание пред сите студенти, за да можете сите да се вклучат, за да може сите да се во тек до каде сме, со што сме, со кои барања сме досега, кои иницијативи планираме да ги постигнеме. Исто така студентите може да си дадат свои идеи кои што ние би им помогнали и сите заедно би ги оствариле. Како и дигитализацијата. Сега што значи дигитализација? Секако живееме во едно време каде што освен тоа што е модерно да е дигитализирано и е неопходно со сите документи, со сите архиви, така да се фокусираме на дигитализација која што не само ќе помогне во бирократијата, односно да немаме хартиени документи, туку ќе помогнеме и да имаме асистенти, односно чат-ботови за студенти, како и други алатки кои што би им помогнале на студентите да научат повеќе и полесно да си го организираат својот студентски живот. Така, Ангела, Универзитетското студентско собрание ни функционира врз принцип на комисии. Дали можеш да ни ги напоменеш комисиите кои што функционираат? Знам дека оваа година има измени, некои се споени
и нешто повеќе околу тоа да ни кажеш. Па вака, со оглед на тоа што моето искуство како лидер, сметам дека со помалку тимови полесно се регулира, односно полесно се завршуваат активностите поделени по таскови. Сега оваа година имаме промена тоа што имаме 6 комисии, односно комисијата за дигитализација, морам таа прво да ја наведам затоа што нели потекнува од мојата сфера, како студент на Финки. Потоа имаме комисијата за студентски стандард, комисија за наука, настава и кариерен развој, кои што се споени во една, затоа што сметам дека овие комисии доста имаат слични работи, кои што нели може да се комбинираат во една комисија. Комисија за настани, комисија за мултимедија, како и комисија за надворешна и внатрешна соработка. Така, Ангела, колку што сум во тек затоа што јас сум делегат во Универзитетското студентско собрание, видовме дека имаме јавен повик за надворешни членови во Универзитетското студентско собрание. Јас би сакал оваа прилика да искористиме, да пуштиме еден апел да ни се приклучат се повеќе студенти како надворешни членови и да бидат дел од Универзитетското студентско собрание и комисиите нормално кои што функционираат и работат при истото. Многу ти благодарам за оваа прилика. Би сакала да се обратам до сите колеги кои што се заинтересирани да помогнат во активистичкиот живот за општествено добро, но исто така од побитните работи да го збогатат своето CV со кое што сигурно би им помогнало да се вклучат порано на пракса или на работа, да дојдат во нашите комисии и заедно да спроведуваме иницијативи, барања и подобрување науки. Така морам да признам, затоа што ова искуство јас го имам, а исто така и самите дружби кои што ќе се случуваат во Универзитетското студентско собрание, како и градење на убави моменти кои што остануваат врежани во нас цел живот. Да. Ти благодарам многу на тоа, а сега имам една интересна рубрика која што исто така е дел од новата сезона. Таа рубрика е 3 прашања за 30 секунди. Па, ајде малце да го забрзаме пулсот со 3 кратки прашања на кои ќе треба да одговориш брзо, без многу размислување. Дали си спремна? Спремна сум. Ајде. Кој е најубавиот момент од твоето студентско искуство досега? Тимбилдингот во Маврово, дефинитивно. Ако можеш нешто да смениш на универзитетот преку ног, што би било тоа? Целосно дигитализиран науки. Што те прави горда што си дел од оваа генерација студенти? Тоа што имам простор за нови барања, нови иницијативи и простор за тие навистина се остварат. Секој чист, Ангела, ти благодарам за брзите одговори. И сега, гледајќи од оваа перспектива и за сите обврски, студентски титули што ги имаш, сепак ти си студентка. Со своји соништа, стравови и радости. Што е она што те одржува мотивирана, што ти дава сила да продолжиш и кога е тешко и напорно? Па секако е тешко и напорно кога се мешаат улогите на студент кој што треба да учи за колоквиуми и студент кој што треба да поставува, односно делегат кој што треба да поставува барања иницијативи, но секако едното без другото јас не би можела да го правам затоа што едното ме гради како личност од технички аспект, другото ме гради како личност од меки вештини аспект, односно аспект кој што ме прави да се чувствувам дека навистина нешто сум направила добро како за мене, така за моите најблиски, така и за сите студенти, односно целото општество, така да сметам дека тоа е една мала граница која што ме одржува во живот и каде што ми ја прави мојата рутина да биде малку напорна и исполната, но сепак на крајот на денот јас да се чувствувам задоволна со тоа што сум променила нешто и сум направила нешто подобро. Така, Ангела, да погледнеме малку напред. Каков универзитет сакаш да видиш по завршување на твојот едногодишен мандат? По завршување на мојот едногодишен мандат би сакала да видам поднесени многу иницијативи, многу барања, многу сложни студенти, тоа најважно, затоа што доколку не се сложни сите колеги од сите факултети, навистина нема да можеме да направиме толку колку што би можеле заедно со сложноста, како и многу научни трудови поднесени заедно со иницијативите и барањата за да го издигнеме на едно повисоко ниво на светски ранг. Така, Ангела, се сложувам со тебе апсолутно затоа што ако ние сами не се трудиме и не се здружиме да бидеме на целина, нема да бидеме ниту силни, ниту моќни пред органите на кои што треба да действуваме, а ако бидеме еден тим, секогаш тимот заедно победува. Така да за крај, еве на нашите студенти, на нашите гледачи, што би имала да порачаш? Би порачала дека
Универзитетското студентско собрание како и факултетското за мене беше едно прекрасно искуство и уште е и трае, и верувајте дека покрај искуството и покрај сите стекнати нови знаења од овој активистички живот сум стекнала и многу добри пријатели, како например што е Филип, кој што за цел живот ќе ми остане пријател, и многу добри моменти, и верувајте дека тимската игра и да бидеме сложени заедно да функционираме не заменува ништо друго во животот. Ангела, ти благодарам многу. Истото би го кажал и јас, затоа што тие моменти остануваат врежени вечно во нас, а нормално како што спомна и ти, безбројните пријателства кои што ги истикнавме во универзитетското собрание, па и факултетските собранија. Уште еднаш ти благодарам што беше дел од оваа премиерна и прва епизода на Студентски пулс. Со овој разговор не само што ја запознавме новата претседателка на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи, туку една млада личност која верува дека промената почнува со искреност и храброст. Драги студенти, драги гледачи, јас ве оставам во добро здравје, пријатно расположение и убава мисла. Се до наредната епизода на Студентски пулс.